Што повеќе одиме во проучување на Библијата, драги присутни, што подлабоко навлегуваме во овие тајни на Божјата драма, се повеќе се приближуваме кон завршницата, односно кон Христовото доаѓање. Не е седно како ние се однесуваме кон Христовото доаѓање. Тој ќе дојде, дали ние го очекуваме или не, тој сепак ќе се појави нова планета. Постојат група на луѓе кои нестрпливо го очекуваат Христовото враќање. А има такви кои воопшто не ги тенгира дали ќе дојде или нема да дојде. Во текот на божикните празници, еден пастор се враќал од пазар, поминувал низ градскиот парк и таму нешто приметил. Видел едно дете, некаде од 10-11 години, како стои во паркот и гледа кон небото. Се приближил до детето, кој било скоро необлечено, босо, го прашал: момче, што работиш овде? Зошто гледаш кон небото? Што ти е, синко, зошто си овде во паркот? Чичко, јас го чекам Исус, рекло момчето. А кој ти рече овде да го чекаш Исус во паркот? Чичко, нашиот татко одамна веќе не оставил. Мајка ми почина пред 3 дена и пред да умре таа ми рече: оди во паркот и таму чекај го Исуса. Кога ќе дојде Исус, тој ќе не понесе некаде. Така мојата мајка ми кажа, рекло момчето. Дали, чичко, уште треба долго да го чекам Исуса? Многу ми е студено и гладен сум. Се надевам дека тој наскоро ќе дојде. А пасторот на тоа момче му одговорил: момче, јас неодамна разговарав со Исуса и тој навистина ќе дојде нова земја. Но ми кажа дека треба малку да почекаме. Дали би сакал ти да дојдеш кај нас во нашиот дом, да бидеш дел од нашето семејство? И навистина пасторот го повикал момчето дома и го посвоил. Пасторот ја сватил, почитувани, својата одговорност, додека е нова земја, додека чека во таа вселенска чекална. Си ги знаел своите обврски кон луѓето кои го обкружувале. Навистина, ако ние сите сме ги наштелувале своите часовници за времето на Христовото доаѓање, не треба ништо да не изненади. Едноставно ќе бидеме подготвени за она што следува, нова планета. Кога Христос ќе дојде? Дали некојаш и самите вие сте се прашале? Кога ја отвараме Библијата во Новиот Завет, во Галатјаните 4:4, еве што пишува: а кога се исполни времето, Бог го испрети својот син, роден од жена, роден под законот. Интересно, апостол Павле вели дека Бог го испратил својот син да ги спаси сите кога ќе се наврши времето. Не е наше да предвидуваме, не е наше да се оптеретуваме, не е наше да го одредуваме денот и часот или годината на Христовото доаѓање. Ова е многу важен библиски текст. А кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, роден од жена, роден под законот. Оние кои го слават Божич знаат зошто го слават Божик. Всушност, во знак на Исусовото раѓање, како бебе кога Исус дошол на оваа земја. Името Емануел значи Бог со нас. Значи Исус е Бог и тој е со нас. Секако тој заминал на небото. Тој физички денеска не е овде. Меѓутоа, тој е присутен во личноста на Светиот Дух. Интересно, на оваа земја Исус дошол во најмала форма, како бебе. Зошто како бебе? Знаете, луѓето се менуваат кои ќе добијат деца. Родителите, мажите, повнимателно ја возат колата, поимат почит кон татковците, кога ќе добијат бебе. Сосема подруго се однесуваат. Секој родител сака неговото дете да го надмине и во школо, и во богатство, и во имот, и така натаму. Така било нешто слично и со Марија и со Јосиф. Тие се восхитувале, тие уживале како нивното дете расте. Јосиф, иако му бил очув, сигурно го учил како струго да го фаќа, како со секирата да сече, како да ги прави од дрво елементите кои ги произведувале. Наистина, Исус дошол на оваа земја, почитувани, но на жалост немало место за него таму кај што требало да се породи неговата мајка. Интересно, Исуса го слушале животните. Исуса го слушале дури и оние кои биле глуви, дури и мртвите се однесувале послушно кон Исуса. Но, на жалост,
Човекот кој бил интелигентен, со слободна волја, немал време за Исуса. И на жалост Исус се раѓа во штала наместо во најдобрата болница, таму кај што се породила неговата мајка. Вистина, еден универзитетски професор ја испратил својата жена на породилно, требала да се пораѓа. Решил да сочека во ходникот додека жена му се пораѓала во салата. Со себе нешто понел една книга да чита, книга која зборувала за неговата професија, односно тој додека читал книга за научно истражување, бидејќи требало да полага еден таков испит. Додека читал, му пришла една медицинска сестра и му рекла: професоре, што току ви пристигна синот? Професорот воопшто не ја кренал главата, гледал задлабочен во својата книга, одговорил: во ред, прашете го што сака. Почитувани пријатели, браќи и сестри христијани, често пати ние се задлабочуваме во своите работи, во своите активности и немаме време за Бога. Немаме време да отвориме Библијата. А Библијата е книга која ни дава одговор на многу наши прашања. Посебно за Христовото доаѓање, како да немаме време да се подготвиме. Но барем да бидеме подготвени како овој професор што прашал, можеби несвесно: што сакаш, Боже? Кажи ни, Боже, што сакаш да сториме ние од наша страна? Исус дошол во светот во најбеспомошен облик на човечката постоење, на човечкото постоење. Едноставно, Исус бил зависен од грижата, од негата на Марија и на Јосиф. И во една прилика кога животот на Исуса беше загрожен, ангелот му рече на Јосифа: одите во Египет, таму ќе најдете заштита. Со доаѓањето на едно бебе на светот засветлила надежта и иднината. Секој родител сака своето дете да го надмине. Тоа го сакале и Јосиф и Марија. Но на жалост знаеме што се случило. Библијата е книга, почитувани, која сака да ни покаже да се приготвиме за средба со Христа. Но додека чекаме да бидеме слични како тој пастор кој го повел детето дома, го посвоил, го негувал и заедно го очекувале Христовото доаѓање. Ајде ово предпладне да прочитаме еден настан од Библијата, како Исус ни покажува како треба да биде нашиот однос кон нашите ближни, како да ја завршиме нашата обврска и задача. Ајде да одиме во Евангелието според Лука и да го читаме насловот или примерот за добриот самарјанин. И откако прииде му ги преврза раните, полевајќи го со масло и со вино, потоа го качи на добитокот свој, го однесе во гостилницата и се погрижи за него. Понекогаш кога ги читаме библиските настани, важно е себе да се пронајдеме во тие настани. Ако читаме настан да го осудиме другиот или третиот, тоа е промашено. Но кога читаме да се гледаме себе си, и токму во ова приказна Исус денеска сака да ни покаже да се ние самите погледнеме какви сме и со кои може да се споредиме. Лесно и често пати кога читаме ова приказна ги осудуваме кои елементи или кои луѓе во ова приказна. Свештеникот и левитот. И велиме како не име срамота. Поминале, виделе човек претепан, а тие си заминали. Сите ние сакаме да се споредиме со добриот самарјанин. Но знаете што? Исус денеска ни вели и Библијата ни кажува дека улогата на самарјанинот е зафатена. Ние не смеме да се поистоветиме со самарјанинот, зашто некој веќе друг го зазел тоа место. Тогаш, која улога нам ни останува? Колку тоа звучи страшно, ние често пати сме слични почитувани како ајдуците кои го претепале овој невин човек. Го претепале, го ограбеле и си заминале. Ајдуците го пречекале овој човек на патот од Ерусалим до Ерихон. А знаете, разликата помеѓу Ерихон и Ерусалим е 1 километар. 1 километар на висина надморска. Тука го дочекале. Библијата вели го соблекоа, го изранија, па заминале, оставајќи го на половина мртов. Ова често го правиме во семејството како луѓе. Во однос со нашите пријатели, со нашите комшии. Може би не приметуваме дека понекогаш нашите зборови некого ќе го изранат, некого ќе го навредат и така натаму. Но во ова приказна има уште две улоги.
Та улога всушност е на оние кои заминале нечувствително, не покажале воопшто нечувство кон паднатиот човек. Всушност, почитувани, Адам и Ева, кога биле во Едемската градина, покажале нечувство кон Бога, го повредиле Бога кога му свртеле грб, наместо да останат послушни до крај. Сатаната е тој, може да го споредиме со својата група на ајдуци, не сочекал на некоја кривина и таму не претепал и изранил, собликувајќи не од нас величествената светлост што самиот Бог ни ја создал. Всушност сатаната и во Едемската градина ја соблекол таа облека од Адам и Ева, што биле облечени во светлоста Господова, успевајќи да ги прелаже. Но затоа тука поминал добриот самарјанин. Добриот самарјанин во приказна е Исус Христос. Тој не дошол кај нас со цел да ни каже: јас немам ништо со тој човек. Самиот си го бараше тоа, самиот си го одбра патот по кој се движеше. Не. Исус вели, добриот самарјанин вели: јас ќе го негувам, ќе ги негувам неговите рани, јас ќе платам за неговото лекување. Ти ќе оздравеш бидејќи си во добри раце. Исус е тој, почитувани, кој дошол да ги завие твоите и моите рани. А утредента на кинисување извади 2 денарија, му ги даде на гостилничарот и му рече: погрижи се за него, а ако потрошиш нешто повеќе, кој ќе се вратам, ќе ти платам. Втора улога која гледаме во овој пример е човекот во самата гостилнича, како човек кој управувал со таа продавница или, како ние би рекле, место кај што луѓето доаѓале да пијат, но често пати тие и помагал на луѓе кои биле во неволја. Исус сакал, всушност при кола приказна, вели: дај му 2 денара. Што представуваат овие 2 денари? Што мислите? Некои теолози велат дека овие 2 денари представуваат Стариот и Новиот Завет. Ние всушност имаме Библијата, дадена од Бога. И преку таа Библија можеме да го осознаеме Бога, неговата љубов, неговата милост и спасението кој ни го дава. Овие 2 гроши или 2 денари всушност го символизираат Новиот и Стариот Завет. Тие две книги укажуваат на второто Христово доаѓање. А дали ние ќе се приготвиме или не, секако зависи од нас. Христос ни ги дава тие 2 гроша. И го дава Светото Писмо, да одиме, како што вели во Мати 28 глава, да проповедаме, да го евангелизираме народот. Евангелизација значи презентирање на Божјата љубов, на таа радосна вест до луѓето кои се уште не го запознале Господа. И што вели овде? Ако нешто потроши повеќе, јас кој ќе се вратам, ќе платам. Христос ќе се врати. Тој тоа го ветил. Но дали ние ќе го дочекаме Христа или не, секако зависи од нас. Една мајка отишла во црква заедно со своето детенце. Тоа детенце, девојче, боледувало од вирус на детска парализа. Тоа е болест која ги напаѓа мускулесниот дел на телото. Во црквата имало, како ние овде што имаме, детско оделение. Гонело детето горе и со цел да биде на мир додека овде долу служи, односно присуствува на служба. Мајка ти рекла на жената која се грижила за децата: еве ти е мојата ќерка, која ќе заврши богослужението, ќе дојдам по неја и ќе ја земам. Но пред да излезе од собата, девојчето ја фатила мајката за рака и еве што кажала: мамо, можеш ли да ми ја дадеш твојата шнола за коса? Многу ми се допаѓа и би сакала да ја држам во раце. Мајката ја дала шнолата и девојчето си заминало горе, а мајката долу во салата. Тоа се повторувало неколку саботи. Учителката еден ден го прашала девојчето: девојче, зошто секој пат кога ќе доаѓаш овде во детското оделение ја бараш шнолата на мајката? А девојчето со насолзени очи рекло: учителке, да ти признам, не ми се допаѓа шнолата на мајката, на мајка ми, но шнолата е многу скапа и многу вредна. Иако не разбирам зошто, ако шнолата не е кај мене, мама сигурно нема да се врати по мене да ме земе и да бидам со неа дома. Кога имам шнолата со мене, знам дека нема да ме остави
сама. Мајките мора да всадат чувство да нивните деца се вредни во нивните очи, повеќе од една шнола, од едно работно место или нешто друго. Децата мора да знаат секогаш дека ние ќе се вратиме по нив. Всушност, ова мајка е символ на Исуса Христа, кој ќе дојде секако, не по шнолата, не по ова богатство, по овие куќи или нешто друго. Исус ќе дојде, почитувани, по тебе и по мене. Тој ќе дојде, затоа што ние сме вредни. Тој го дал својот живот на Голготскиот крст. Тој платил откупнина и тој наскоро ќе се врати. Но затоа ние треба да бидеме подготвени. Дали некој кој ја чита Библијата може да ни каже кога Исус ќе се врати? Дали некој во минатото покушал да одреди ден и час на Христовото доаѓање? Еве овде заедно со мене прочитајте на луѓе кои во минатото одредувале датум или години со цел да ги потикнат луѓето да се приготват за Христовото враќање. Хиполет живеел некаде 500 година. Тој исто така го очекувал Христовото враќање во негово време. Ова година е многу наназад. Колумбо во 1656 година и тој го очекувал Христовото враќање. Милер 1844 година. Познато ни е од историјата дека и тој го очекувал Христовото доаѓање. Во државата Мејн, во Америка, некои новинари во тоа време запишале дека сите бели алишта биле распродадени, зашто го очекувале во бели алишта Исуса Христа, но Исус не дошол таа есен, 1844 година. Календарот на маите вели дека 21 декември, тоа е година близо до нас, 21 декември 2012 година ќе биде смак на светот. Но дали дојде смак на светот? Не. Дали дојде крајот на светот? Секако не. Имало и такви кои тогаш се подготвувале, го очекувале Христа, правеле некои комбинации врз основа на некои настани од Библијата, но Христос се уште не дошол, почитувани. Сепак, Библијата никаде нас денеска не храбри да го очекуваме со датум и година Христовото доаѓање. Дури и ако покушаваме да го одредиме точниот датум, тоа никој не го знае. Ние подоста малце ќе видиме кој го знае единствено враќањето, не датумот, туку времето на Христовото доаѓање. Понатаму може да кажеме, да поставиме прашање кој ги има точните информации. Ајде денеска да се ние заедно информираме врз основа на Библијата, кој ги има точните информации. Еве што вели во Евангелието според Марко. А за оној ден и час никој не знае, ниту ангелите на небото, ниту Синот, а само Таткото. Ова треба да биде доволно јасно почитувани. Да не се оптеретуваме, да не губиме време за денот и часот на Христовото доаѓање. Ако Бог го знае кога ќе дојде Исус, неговото враќање, тогаш е се во ред. Но да се сетиме ние само за лошиот слуга кој мислел дека неговиот Господар долго нема да дојде. Ако ние си поставуваме такви цели и ќе кажеме, ма нема Христос за долго да дојде, и тогаш се опуштаме во нашиот живот, може за нас вечерва Христос да дојде, ако нашиот живот се прекрати. Колку уште треба да чекаме, почитувани? Колку уште треба да чекаме? Зарем не се уморивме? Некој чека една генерација, 2 генерации, 3, 4, 5 и така натаму. До кога ние треба да чекаме? Еве што вели Павле. Зашто ќе го заврши делото и ќе реши по правда. Господ ќе го изврши во потполност словото на земјата. Не смееме ние да се опуштаме. Знаете кога одевме во војска? Војникот е 24 часа војник. Не сме да се опушти. Зашто може и во 2 ноќеска, и во 2 попладне, или наутро да дојде узбуна и да си подготвен да ја напушиш касарната, според упасвата кои се даваат. Ние мора да бидеме секогаш подготвени, браќа и сестри. Зашто нашиот живот може да заврши и тогаш повеќе немаме време да се подготвуваме. Кога Исус ќе дојде? Колку долго треба да чекаме? Кога на децата сакаме да им објасниме што значи вечност, еве кој пример го користиме. Замислете едно големо море. И секоја година една птица доаѓа во морето и зема една капка вода и ја носи горе на високиот врв.
во клунот, носи капка вода на највисоката планина на светот. Кога коритото ќе исуши на морето, ќе пресуши, тогаш Божиот часовник ќе помине и ќе покаже дека поминало 1 секунда. Зарем е можно птица да пресуши море со една капка на вода и тоа секоја година? Но сепак тој пример ни укажува дека, почитувани, Бог управа со времето. Бог е безвремен. Бог не користи часовник. Иако вели кога се наврши времето. Бог има свој часовник, но ние понекогаш сакаме да го ставиме во наши рамки, во наши календари, во наши часовници. И затоа се умараме. И затоа понекогаш велиме, нема ништо од тоа. Ете, се си стои така од старите наши кога помреле. Но ако сакаме од човечка страна повеќе да дознаеме за времето, ајде да го прашаме денеска Аврам. Знаете кој бил Аврам? Првиот евреин, Божи човек. Кога би имале прилика денеска да е Аврам во наша средина овде, јас би го прашал следново. Авраме, јас имам 55 години. Го чекам Христа веќе 55 години. Го чекал мојот дедо, мојата баба. Но ете се уште Исус не е дојден. Авраме, колку години ти чекаше? Аврам ќе се насмемне и ќе каже, колку години чекаш? 55. Синко, јас чекав 99 години. Јас чекав на Божето ветување. Тогаш многу тешко ми падна. И сакав на Бога да му помогнам. Бев нестрплив и сгрешив, но сепак Бог го исполни своето ветување. А кога би бил на другата клупа Ное, што би го запрашал? Исто. Ное, колку години ти чекаше? А што би рекол тој? Колку години чекаше Ное на ветувањето што Бог му го даде? 120 години. Ное чекаше стрпливо. Комшиите, пријателите се мајтапија со него. Му веле дека нешто не е во ред, дека скренал од умот. Но најпосле, Ное вели, јас ја правив барката, односно бродот. Бог рече и точно на време заврна дожд. А тогаш луѓето нема појма што е тоа дожд. Но јас му верував, јас чекав на неговото ветување. Почитувани пријатели, чекањето не значи губење на време. Ние дали го чекаме, ќе работиме, ќе се множиме, ќе растеме, ќе работиме. Што работат домакинките кога ги чекат гостите? Што работат жените? Стануваат наутро, приготвуваат храна и се она што треба, и потоа седнуваат во фотелите и гледат турски серии. Така ли прават? Не, тие работат цело време, цел ден, до денот, до часот, додека не дојдат гостите. Значи, тие времето го исполнуваат. Слично на тоа и Бог сака ние, додека го чекаме Христа да се врати, да не седеме со скрстени раце. Туку, секој од нас има одредена задача. Ако Бог ја знае точната информација, јас чувство верувам дека ја знае Бог точната информација, тогаш тој точно знае кога Исус повторно ќе се врати. Ајде да одиме понатаму. Ете, настапуваат дни, вели Господ Бог, кога ќе испратам на земјата глад, не глад за леп, не жедни за вода, туку жед за слушање зборови Господови, и ќе талкаат од море до море, ќе скитаат од север до исток, барајќи го Словото Господово и нема да го најдат. Овде Бог ни дава едно предупредување. Едни ќе го чекат Христа, а едни ќе го отфрлат. Едни ќе бидат жедни за лебот, а лебот е Библијата, речта Господова и водата. Значи, тоа е символика која укажува дека многу луѓе ќе ја барат вистината. И денеска ние сме овде и тој е доказ, ја сакаме вистината, го сакаме Бога и тука сме да ја откриваме се повеќе и повеќе. Кој е првиот чекор кога човекот ќе тргне? Првиот чекор е секогаш важен во кој правец ќе се движиме. Ако фатиме погрешен правец, тој ќе не однесе на погрешна страна. И затоа, драги мои пријатели, браќи и сестри, Библијата е наш компас, наш патоказ. Оставите ја традицијата, оставите ги обичаите, земете Библијата. Нема да погрешите. Таа е книга која ќе не однесе на вистина до Христа. Библијата е најдобар запис за настаните, а главен актер е Исус Христос, односно самиот Бог. Во Евангелието според Матеја, еве што пишува за настаните пред Христовото доаѓање. Тогаш ќе се појави на небото знакот на Синот човечки. Ова ме подсетува на Илија. Знаете, Илија кога немало дожд 3,5 години во Израел, својот слуга го испратил на исток и да види дали доле од кај морето се покажува нешто, некој облак.
Меѓутоа тоа било тогаш облак за дожд. Овој облак нема да биде за дожд, туку ќе биде најава за Христовото враќање. И понатаму текстот вели: и ќе го видат Синот човечки како доаѓа на небесните облаци со сила и голема слава. И ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас и ќе ги соберат неговите избраници од четирите ветра, од едниот до другиот крај на небесата. Што овде Исус прави? Овде ова е слика, како што спомнав, слика за Илија, но Матеј зема слика од Стариот Завет, но го пресликува тој настан наместо дожд, што Илија му кажал на Елисија да види дали доаѓа облак. Овој облак нема да биде дождлив, него ќе биде радостен, ќе донесе спасение. Христос ќе биде тој облак. Како се приближува облакот, всушност ќе се примети Исус во средината, во придружба на илјадници, на милиони ангели. Тоа ќе биде крај на една историја и почеток на друга историја, нова бескрајна историја исполнета со среќа, со мир и благосостојба. Еве го текстот. Исус вели: научите ја параболата од смоквата. Штом ќе се подмладат низините гранки и пуштат лисија, знаете дека е близу летото. Така и вие, која ќе го видите сето тоа, знаете дека е близу пред вратата. И еден од поголемите знаци дека ние почитувани се ближиме кон крајот, еве што вели Матеј, што запишал: и ќе биде проповедано ова Евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Значи, сведоштво. Едни ќе бидат осведочени и ќе кажат: така е Боже, но јас не сум подготвен. Тоа е нивни избор, нивна волја. Но ќе биде проповедано и за спасение. Значи, ќе има луѓе кои ќе го прифатат Христа и ќе живеат според она што го прифатиле. Дали ние вечерва, односно денеска, сме подготвени да одговориме позитивно на нашиот Спасител Исус Христос? Евангелието ќе биде проповедано не само од пастори кои завршиле теолошка школа, туку сите ќе го проповедаме Евангелието. Непосредно пред Христовото доаѓање, почитувани, ќе се појави еден темен период на историјата. Во тој период Божиот народ, а кога велам Божи народ, тоа се луѓе кои се определиле да го следат Христа, луѓе кои го оставиле стариот начин на живење, тие ќе бидат ставени на столбот на срамот. Но не треба да се обесхрабриме, не треба да се разочараме, зашто тоа е голем знак кој ќе претходи пред Христовото појавување нова земја, нова планета. На 26 декември 2004 година, верувам се сеќаваме што се случи во таа година на Индискиот океан. Индискиот океан бил погоден од голем земјотрес. Тој земјотрес предизвикал цунами бранови. Тој ден многу луѓе, се вели во овој пример, дошле на плажата да уживаат. Но отеднаш нешто се случило. Водата од брегот почнала да се повлекува навнатре скоро 1 километар. Замислите, водата полека на брегот се повлекувала внатре. Луѓето биле одушевени. Може да соберат морски звезди, разни ракови, разни предмети што се наоѓале во морето. И така уживале, шетале босоноги по песокта. Но никој не помислувал дека тоа е еден голем знак. Голем знак кој ќе престои голема катастрофа. Девојчето Тили Смит имало 9 години. Со своите родители од Англија дошле и тие таму на годишен одмор. Во местото Пукет. Таа на часови по географија во своето училиште учело дека тоа е предзнак на нешто страшно. Го препознала знакот и отишла кај своите родители и им го кажала тоа. Дека тој знак најавува катастрофа и уништување. Таа видела по водата миурчиња на морето и пења која прскала како маслово која ќе се стави во тава. Девојче ги предупредило не само родителите, персоналот во хотелот и трчало по брегот на Индискиот океан, велејќи на луѓето: немојте да одете кон морето, немојте да одете кон морето, вратете се назад, бегајте во планините, бегајте на повисоко место. И луѓето ја послушале и плажата била евакуирана неколку минути пред катастрофата. После неколку минути наишол голем бран на цунами. Голем бран со себе однел автомобили, куки и се што му дошло на пат. Се било однесено, но никој од луѓето не загинал.
Зошто? Бидејќи го прифатиле предупредувањето на малата Тили Смит, подоцна ова девојче и било дадено признание, зашто спасило 1000 луѓе, само затоа што внимавала на знаците. Почитувани, да не бидеме ние слепи, гледајќи ги знаците, гледајќи го овој свет, околу нас што се случува. Тоа се алармни звона кои укажуваат на близината на Христовото доаѓање. Повторно прашање, кога Исус ќе се врати? Еве што пишува во Библијата. Ајде први да видиме како Исус заминал, а тука следи и одговорот подолу. И штом го рече тоа, додека тие го гледа, тој се подигна и облаго подзеде пред очите нивни. И како што гледа кон небото, додека тој се вознесуваше, одеднаш пред нив застана двајца мажи во бела облека и рекоа: луѓе галилејци, што стоите и гледате кон небото? Ово Исус кој од вас се вознесе на небото, и сега одговорот е кога Исус ќе дојде и како Исус ќе дојде? Ќе дојде пак на истиот начин како што го видовте да оди на небото. Важно е да знаеме како Исус заминал, а тука лежи одговорот како Исус ќе дојде. Исус нема да дојде, почитувани, криејќи се по оваа земја. Нема да се крие и да каже: еве тука сум, па подосна да се јави во друг град, на друг континент. Не, Библијата вели дека ќе дојде видливо, како што заминал, зашто овде имало стотици луѓе кои го испратиле Исуса на небото. Понатаму, еве, Библијата дава уште еден пример, видлив како Исус ќе дојде. Зашто како што молњата излегува од исток и се гледа дури и до запад, така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Сигурно сте виделе молња, посебно ноќе. Целиот град е осветлен кога ќе удри молња. Навистина, Библијата вели дека Исус ќе дојде по втор пат и сите ќе го видат. Сега Исус нема да дојде како мало бебче таму во Палестина, во Витлеем, а да порасне во Назарет. Не, Исус ќе дојде видлив за целото човештво, како господар над господарите и како спасител или цар над царевите. Второто Христово доаѓање, почитувани, ќе биде и силен настан. Еве што вели Павле: бидејќи сам Господ по заповед на гласот на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите. Зошто има потреба Христос да доаѓа ако нашите покојни, нивните души се веднаш во рај или во пекол? Зошто има потребно да воскреснуваат тие луѓе, повторно да бидат во мак? Не, мртвите не знаат ништо, тие одат во гроб, животот прекинува и чекаат промена, како што вели апостол Павле. Но кога ќе дојде Исус, најнапред ќе воскреснат, вели Библијата, мртвите. Што значи, ова е охрабрително. Сите ќе го слушнат Христовото враќање, дури ушите на глувите, очите на слепите ќе го видат и мртвите кои го распнале Христа. Тие војници кои учествувале во распнување на Исуса Христа ќе имат привилегија да воскреснат, да го видат и повторно ќе умрат. Може да замислиме таа гледка. Оние семејства денеска што ги изгубиле своите родители, своите мили драги, повторно ќе ги сретнат. Еве ова фотографија, тоа ни го кажува. Родители ги изгубили своите деца, ангелите ќе им ги вратат. Тоа ќе биде навистина прекрасна гледка, кога повторно мајките ќе ги прегрнат своите деца, кога татковците ќе се сретнат повторно со своите синови. И еве што вели Матеј: и ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас, и ќе ги соберат неговите избраници од 4 ветра, од едниот до другиот крај на небесата. Како ние се очекуваме, како ние се чувствуваме, кога ќе се разболеме или кога некој наш мил и драг ќе се најде на својата смртна постела. Во Романија, во местото Тигри Муреш, група на млади посетиле еден старец, верник од нивната црква, кој бил во болница тешко болен. Отишле да го охрабрат да не се плаши од смртта. Тој со насмевка на лицето ги погледнал и им рекол: драги мои деца, јас не ја очекувам смртта, јас го очекувам воскресението. Токму ова треба да биде и наша воделка во нашиот живот. Ако дојде и онај најтрагичното, да отидеме со вера, но со надеж и со вера да го очекуваме воскресението кога Исус ќе дојде на оваа земја. На 1 февруари 2003 година беше објавена веста дека вселенското летало
по име Колумбија. Успешно ја завршило горе својата мисија. Но во тоа летало имало 6 членови во посадата. 6 американци, односно 7 членови. 6 американци и 1 евреин. При враќањето на земјата, тие не обратиле внимание на еден многу важен детај. При полетувањето тие оштетиле еден керамички дел во самото летало. Тоа било заштитен слој од топлотниот штит на леталото, така да целата конструкција ја штити од тресење при враќањето на леталото кон земјата. И сега леталото се подготвувало да се врати во нашата орбита. И при слетувањето се ослободило големо количество на топлина, а бидејќи имало маличка пукнатина, се вели во овој пример, леталото што влегло во нашиот воздушен простор, на земјата се запалило, а потоа уследила страшна експлозија. Сите 7 лица загинале. Прашање за нас денеска, почитувани. Дали нашето патување и нашиот брод со кој ќе патуваме безбеден? Сеќавате и за онај Челенџер, вселенско летало, исто страда екипажот. Дали мојот и твојот брод со кој ќе патуваме кон ветената земја е безбеден? Вселенското летало, кое за нас Бог го испланирал, е супер, сонично. Нема никаква фалинка, нема никаков недостаток. Тоа е најбезбедно патување ќе биде кое некој може да го испланира. Но сепак, додека ние чекаме да се укрцаме, така да се изразам, во тоа летало, мора да внимаваме. Дека помеѓу овците има и што? Волци. Има волци. Затоа мора да бидеме внимателни. Бог не предупредува и еве што вели. Еве го тој екипаж. На жалост, млади луѓе загинале. Загинале само за една мала грешка, која се појавила во тоа летало и експлодирало горе во воздухот. Еве што кажува Библијата. Ете, однапред ви кажав. И така, ако ви речат, ете, тоа е во пустината, не излегувајте, или ете во кришните одаи, не верувајте. Почитувани, ки има волци. Тие волци ки бидат облечени, гледате овде ова слика. Со каква униформа ќе дојат? Со јагне. А кој бега од јагнето? Тоа е мило животно. Тоа сите ни ги сакаме јагнината, зашто тоа е навистина добро животно. Но Бог вели, внимавајте. Не излегувајте кога некој ќе ви каже, еве, тамо е Исус, тамо се појавил или ова се случило. Мора се да помине низ Библијата. Исус по втор пат кога ќе дојде, нема да дојде во некој духовен облик. Знаете, една верска заедница вела дека Исус веќе дошол тамо некаде во минатиот век, духовно. Не е точно. Исус ќе дојде видливо, во тело. Тој ќе се врати физички. Што може да го видиме сите да го видиме како што и да го слушнеме секако. Тој нема да се сокрива, туку ќе се врати во својата сила. Мораме да го препознаеме Исусовото доаѓање. Мора ние да го познаваме Исуса, за да не промашиме. Знаете, кога некого не го познаваш, може да го замениш со некого. Но, еве што вели понатаму Библијата. Ете, иде со облаци и ќе го види секој око и оне што го прободоа и ќе се расплачат пред него сите племиња на земјата. И сега Јован вели, да, а да значи така е, нема остапки. Да, така е, вели Јован. Навистина, Исус ќе дојде на облаците во придружба на мноштво ангели. Ова го тврди почитувани Јован, писател на последната книга на Откровението на Јована. Откровение Јованово. Всушност тој таму зборува дека оние кои учествувале во Христовото судење ќе имаат прилика да станат, како што спомнав, и да го видат дека го раснале, на жалост, тогаш Спасителот на светот. Иако може би тие биле под команда на римските предпоставени генерали или управители, но сепак тие ќе видат кого раснале, го раснале својот Спасител Исус Христос. Но тогаш што ќе се случи уште нешто? И небото исчезна како свитка на хартија, и секоја гора, и секој остров се поместија од местата негови. Ние, всушност, во следното предавање ќе зборуваме за тие 3 неба. Каде е денеска престолот Господов? Што ќе се случи со првото небо? Еве го одговорот. Небото исчезна како свитка на хартија, и секоја гора, и секој остров се поместија од местото негово.
Овие настани ќе претресат, ќе протресат нашата земја, како што жена го зема ситото во раце и сее брашно или нешто слично. Земјата ќе се претресе и секое око ќе се сврти кон оној кој доаѓа во своја слава, Исус Христос. Во едно училиште бил организирана излет бил организиран еднодневен за своите ученици, најдобрите во класот, во повеќе класови, биле собрани во еден автобус и отишле на прошетка. При враќањето автобусот им се расипал и возачот едва успел да го закочи и да го стави во умирување покрај патот, застанал и рекол: драги деца, автобусот е дефект. Морам да отидам по помош, а вие останете овде. Надвор било многу студено. И рекол: јас ќе го уклучам моторот на автобусот да работи, а вие за тоа време биете мирни и чекајте ме да се повторно вратам. Возачот се вратил после неколку часови. Со себе довел мајстори да го поправат автобусот. Кога се приближиле доволно близу, слушнал шоферот дека повеќе моторот не работи на автобусот. Веќе бил загрежен, надвор било минус и се рекол: сигурно децата се смрзнати во автобусот. Брзо ја отвориле вратата. Иако очекувале катастрофа, некоја страшна гледка, сепак биле пријатно изненадени кога виделе дека сите деца се добри. Шоферот ги прашал: деца, што се случило? Како успеевте да останете несмрзнати? Едно од децата одлучило, односно едно од децата рекло: јас одлучив да одам од дете до дете и да ги будам да не заспијат. Им викав: немој да заспиеш, остани буден. Тоа го правил детето со часови, од првиот до последниот, само одел напред-назад. И на тој начин децата ги држил будни за да не заспијат. Нова дете покасно му било оддадено признание, го наградиле. А при тоа детето еве што кажало: не ги држев јас моите другари будни да би добил признание, туку тоа го работев затоа што на тој начин јас останав буден. Почитувани, ајде да бидеме будни, будејќи ги другите. Зашто ако ние не ги будеме другите и ние ќе заспиеме во тој сон, а знаете што сака сатаната? Да не успие. Тој и денеска доаѓа овде со нас и ги затворува нашите очни капалци, со цел да не видиме, им става што во нашите уши? Тампон им става да не слушаме, секојдневно кога слушаме пораки, да се покаеме, да дојдеме кај Него и да бидеме подготвени. Ајде ние да бидеме будни, зашто сатаната може да не успие. Тоа е наша задача, додека чекаме Христос да се врати. На жалост, кога Исус ќе дојде, ќе има само две групи на луѓе. Еве го текстот. И царевите земни, и благородниците, и богатите, и војводите, и силните, и секој роб и слободен се скрија во пештери и горски камењари, велејќи им на планините и на карпите: паднете врз нас и скрите не од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде големиот ден на неговиот гнев и кој може да обстане? Видите како прашање поставува. Па и доаѓа нашиот пријател, нашиот спасител. Ако ти доаѓа некој пријател на гости, зарем ти ќе се заклучуваш? Зарем ќе се плашиш? Гледате, за ова категорија на луѓе Исус ќе биде непријател и ќе ги молат камењата што нема да паднат и горите. Тоа ќе биде прва и последна молитва на овие луѓе. Тие ќе бидат престрашени, уплашени, ништо нема да се случи, нема да падне врз нив никаква карпа, но тие ќе морат лично да се сретнат со Христа. Затоа што се подпирале на своја сила, на своето богатство, на својот ум, на својата филозофија, не се покаяле, не го прифатиле Христа со вера и на жалост тоа е таа прва категорија. Но ќе има и друга група на луѓе. Они кои со радост, они кои со копнеш го очекуваат Христовото враќање. И еве, текстот е овде на латиница, но јас ќе го прочитам. И ќе речат во тој ден: еве, тој е нашиот Бог, на Него се надеваме и Тој не спаси. Тој е Господ, Него го чекавме, да се радуваме и веселиме за спасението од Него. Во која група ние ќе се најдеме, почитувани? Тоа не зависи од Бога, тоа зависи денеска од твојата и мојата одлука. Исус ќе дојде. Може би некои ќе кажат: па премногу сум грешен. Мене не ме бива за тоа. Или за мене нема место во таа група. Не.
To je satanska misla. To je misla na neprijatelju da te optereti, da te obremeni i da ne kažeš Bože prosti, a Bog je podgotven da ni prosti, da ne izmije, da ne očisti. I zato Bog deneska veli, dojdi takov kakov što si. Postoji u ovoj pesnarki jedna pesna, ja sidam takov kakov što sum. Bog ne bara od tebe da se preporodiš u smislu da budeš čist, svet, pa da togaš da doješ kaj nego. To je veli, dojdi takov, pa nijeki se dogovorime. Jaz ki ti dadam lek, jaz ki ti dadam očna mast, veli tamo v poslednata knjiga. Jaz ki ti dadam beli obleki da se pokrije, da se sokrije tvoj grev i tvoji te problemi što si gi imal. To je ne prihvaća takvi, zato što to je umrel. No to je saka da ne promeni, da ne ostaneme takvi. Znači to je saka da ni dade lek i pomoć da se menuvame. To je ne prihvaća počituvani su našte mani, su našte slabosti, no to je ke ne promeni i to još ke budeme podgotveni za njegovo to carstvo. Joni Eareckson, često pat ja spomnuvame ova ličnost, mlada devojka, živela, se raduvala na mladosta, uživala su svojite drugari i drugarki, odela na turistički patuvanja, plivala i jedan den otišla na odmor. No doživela tažna, teška nesreća. Dodeka bila na odmor, skoknala v moreto i udrela na podvoden kamen, na podvodna karpa i ja skršila kičmata. Ostanala nepodvižna. Podosno naučila sustata da drži četka za crtanje i za slikanje. Crtala prekrasne slike. No ta poveruvala v Boga. Jednostavno go predala svoj život v Božje race. Patuvala celo što je živa. Patovani cel svet. Propoveda, misionira, gi hrabri one luge koji go doprele dnoto vo svoj život. Im veli deka ima i za njih radost, deka i za njih ima uteha, deka i za njih ima spasitel. Dodeka patuvala ni svetot, sretnala čovek vo koji se zaljubila. Rešila da se venčat. Momčeto Ken, evo go, jednostavno dogovorile svadba, da se venčat. Joni podosna, evo što rekla, dodeka momčeto čekalo pred oltarot da dojdati da se venčat, a Joni v svojeta duša evo što čustvovala. Pokasno go kažela sve kako to. Ne možete da zamislite što mi se slučilo. Venčanicata mi se zakači vo invalidskata količka i na dolni od kraj od fustanot, na beli od fustan ostana valkana, belek ostana crn belek od gumata. Pored toga, od nepodvižite race mi ispadna bider majerot. Se čustovav najneseknata mlada na ova planeta. Vek je razmislio da ga otkažem venčavanje to, koga poglednav tamo kon oltarot, me čekaše Ken, momčeto koje sakaše da se maži, da se venča, su mene. Togaž veli, iščezna mojata bolka, iščezna moj somneš i svi te nevažni fakti što gi čustova vo toj mig. I veli, pritisnav na kopčeto na količkata i otidov pred oltarot i se venčev me. Počituvani, satanata saka da te spreči tebi i mene. I nije sme vo svojeta invalidska količka. I našte oči se osakateni. I našte noze se osakateni. I našte oči može bi se povredeni. No, ajde deneska da go pritisneme svoje to kopče na našta duhovna invalidska količka i da pojdeme kon Hrista i da se sretneme zajedno so Nego na oblacite. Da ne gledame na svojite traumi, da ne gledame na svojite problemi, da ne gledame na svojite nedostatuci, na svojite mani. Isus gi širi svojite raci i veli, dojdete takvi kakvi što se. Isus sema na kraj za deneska. Isus znaje deka našte srca povremeno ki bidat uplašeni. Zašto čitavme pred nekova večer, lugito ki umirat od strah, gledajki go ona što se slučuva na ova planeta. Isus veli, da ne se plaši srce to vaše, verujte v Boga, verujte v mene. V domot na moj otec ima mnogo mesta za živenje, a da nemaše, zarem jaz ki vi kažev, odam da vi prigotva mesto, koje ke otidam i vi prigotva mesto, pa ke dojdam i ke vezemam vas kaj sebe, da bidete i vije kada što sum jaz. Ovo je Božje vetuvanje. Nema da promaši, 100%.
Все друго може да промаши, но Библијата е доказ за настаните кои се случили, кои се случуваат и кои ќе се случат, дека ова ќе се исполни, но наше почитувани да извршиме подготовка. Таа подготовка ќе направиме со помошта на Исуса Христа. И еве што кажа Мартин Лутер на крајот. Копнееме за оној среќен ден, а оној кој не го посакува, не ја разбира молитвата на татко наш и не ја научил да се моли од цело срце. Дали копнееме за среќен дон? Овде сме гости. Ден, 5 години, 50, 100 години, на крајот повторно ќе завршиме. Како ветување? Прекрасно ветување. Ајде да одговориме позитивно на Божиот повик. Нека му е слава на Господа. Амин.